Поштувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вис, нашиот редовен термин кога зборуваме за теми поврзани со земјоделството. На почетокот ќе го погледнете разговорот со Воислав Катранџиев, кој што е пчелар од Струмица, чиј што мед доби златно признание на меѓународен натпревар кој што се одржа во Тузла, па предлагам да го погледнеме разговорот. Како што знаете, во секоја недела, во овој термин, ги отвараме темите кои што се поврзани со земјоделството. Во оваа наша емисија, секако овие теми кои што ги обработуваме се најчесто со еден позитивен признак, но овој пат може да кажам и со славенички, затоа што во Струмица стигна златни признанија за квалитет на мед кој што го произведува нашиот пчелар, кој што е наша гостин, господинот Воислав Катранџиев од Струмица. Господин Катранџиев, добре дојдовте најпрвен во ТВ канал Вис во емисијата Агроинфо. Благодарам на поканата и добро ве најдов. Така. Поводот за вашето гостување е навистина, како што кажав и во најавата, радосен да се добие признание за квалитет на мед, произведен во Македонија, произведен во Струмица, а признат на меѓународен натпревар. Може ли да ни кажете каде беше натпреварот, со колку примеруци учествувавте, повеќе информации околу тоа? Да, имаше јавен повик до сите пчелари, односно поединечно тука во окружењето земјите кои се Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија и подалеку од тие простори. Значи, учесници имаше од 23 земји. Учесници на тај натпревар меѓународен, кој каде се одржуваше? Се одржа во Тузла, Босна и Херцеговина. Значи, тоа е 16-ти пат, 16-та година како се одржува тај надпревар за квалитет меѓународен на медот и имајќи ga обавестувањето, решив и јас да учествувам на тај надпревар. Учествував со две проби, две врсти на мед, кои се ето тука на масата, и двете врсти на мед беа оценети како златно. Значи, добија златни медали. Иначе, 23 земји што беа учеснички, од сите тие земји имаше 450 проби врсти на мед, значи 450 проби, и кои исто така учествува по добивањето на некои од медалите. Се добиваше сребро, злато и бронза. Така. Овдека имаме планински ливадски мед. Колку долго вие се занимавате со пчеларство? Колку пчелни семејства имате? Па пчелни семејства имам преку 200 и тоа е кај нас една фамилиарна традиција која почнува од памти век, така да јас това целото го наследив од татко ми и некаде се бавам преку 50 години со пчеларството, а иначе мојата возраст негде е 75 години. Така. Каде се наоѓаат Мојот пчеларник од 200 и повеќе пчелни семејства се наоѓа на планината Ограждан, некаде на надморска височина од 700 метри. Таму е еколошко чисто поднебјето, околината и нема... Тие ли се предусловите за да се стигне до златно признание? Има многу други фактори кои исто така влијаат за добивање за квалитет на мед, добивање на златна медала. Така да тоа е една палета на фактори кои мора да се исполнат за да биде. Да, што треба да биде исполнето еве? И ова значи ли македонскиот мед дека македонските пчели имаат добри услови за да направат хранлив? Да, едно од земјите Македонија, мислам дека по мене има најдобри услови за развојот на пчеларството
бидејќи се уште може да се каже да е доста еколошко чиста земја, се зависи пак и самата локација дека се наоѓаат пчеларниците и треба многу работа, многотрпна работа и тоа признање не е само за мене како учесник на тој надпревар, него тоа е признање и за градот Струмица, а и за нашата држава Македонија. Сега тука може да се надоврзам дека тај успех не е само мој. Тај успех е и на мојата животна супатничка, жената Марија, која нон-стоп е со мене на пчеларникот и заедно работиме и ги решаваме сите проблеми што ќе наидеме во самото пчелно семејство или самиот пчеларник. Поситува ли таа организираност на пчелите и пчелните семејства? Можеме ли да го инкорпорираме како начин на живење и ние луѓето? Работливост, почитување, соработка, хиерархија. Па пчелата на сите нас доста патишта ни отвара и доста патишта ни покажува. Ние луѓето само треба да ги следиме нивните патишта. Што значи тоа? Значи таа хармонија внатре во семејството, во пчелното семејство, треба да ја почитуваме, треба да ја прифатиме и ние. Сите тие навики што ги има пчелата, треба и човекот да ги прифати. Значи тоа е една организираност внатре што ретко може и самиот човек да го створи без неја. Значи пчелата е нешто како Божи дар. И е. Така да многу болести, многу други работи ни дава она што може човечанството да обстане. И не така е кажано дека еден ден ако пчелата загине на цело, ќе загине после 2-3 години и самото човечанство, ќе нема луѓе на таа планета. Затоа што некаде 75% од растенијата што ги користиме за храна, ги опрашува, ги дава пчелата. И не е залудно кажано дека секој трет залог што го јадеме ние, тоа е дар од самата пчела. Така. Кажавте дека повеќе од 50 години лично се занимавате со пчеларство. Можеме ли да направиме една ретроспектива на предизвиците на развојот на пчеларството? Полесно ли е сега да се одгледуваат пчели? Потешко ли е со оглед на климатските промени кои што се случуваат, загадувањето со кои се соочуваме, вие лично па и вашите колеги? Да, точно е, има разлика. Пред 50 години, значи, може и повеќе, сосема беше друг начинот на пчеларење, отколку се во денешни услови, во денешни прилики. Пред тие 50 години, да ги кажеме, немаше толку болести и по пчелата. Немаше и толку работа по нив. Мада беше малку и по-примитивно, така да ние по почетокот, јас како дете се сеќавам, сме почнале со тие прости кошови трмки или плетари, што ги викаат колегите, и тек после пуштуваме со помодерни живеалишта за пчелите, така наречените сандуци, кои ги има разни типови. Иначе јас пчеларам со типот на даден блат, 12 и 10, така ги викаме ние меѓу нас пчеларите. И разлика има огромна. Не требаше пред 50 години толку внимание да се обраќа за здравјето на пчелите, за работата околу нив. Додека во спротивно, ако споредиме тај период и сега, неминовно е, да не кажам, секој ден присуството во пчеларникот, ако поготово го имате во поголем број, за да можете успешно да пчеларите. Има разни болести, ако на време тоа не се презема, фактички треба нон-стоп во пчеларникот да сте и да го гледате, да ги гледате сите семејства, на кое нешто ќе се деси, да нешто зафали во самото семејство, вие да ускочите како пчелари да помогнете. Така. Што е со политиките за развој на пчеларството кои што ги носат земјоделските власти години наназад? Дали се доволно стимулативни за да се развива пчеларството или сметате дека треба да има одредени промени за да биде ефектот поголем?
Во делот на субвенции, има нешто. во Не делот викам на... дека државата не помага. Не може да кажеме, треба да бидеме искрени, значи има државата што помага и околу пчеларството, но по мене е тоа многу малку. Многу малку. Јас сам и како член во една подсекторска група во Министерството за земјоделие во Скопје, каде тамо има членови негде едно 5-6 души сме од цела Македонија и на еден начин даваме смерници за развојот на пчеларството во Македонија. Проблемите кои се соочуваме со нив, наводно излеваме со ставови како и заклучи од сите здруженија што се низ Македонија и даваме некои предлози, но многу пати не на цело, не скроз, што викаме да има неслух од страна на институциите кои се баш задолжени за тоа. Ето сега да го земеме пример. Никој по се изгледа нема да се запраше дај да видиме тај човек што добил 2 златни медали за квалитет на мед и тоа вонка од нашата држава. Да видиме што може он тука за нашето регион или нашата општина или нашите општини што се тука на тај простор, да видиме што може да направиме. Многу тешко е. Ако споредиме со другите, да кажеме, земји, ето да ја земеме Турција. Турција, во споредба со нас, нашата држава дава негде околу 15 евра за пчелно семејство како субвенција. Турците дават 50 евра и плюс 5 евро од кило предадено на некоја организација која после го пласира медот било дека. Ако ја земеме една Холандија, една Норвешка, тамо само да изразете желба дека сакате да бидете пчелар и да се бавате со таа дејност, всичко ви дават на тасна, што викаме. Значи, ви дават место дека ќе ги гледате пчелите, ви дават прибор, алат за одгледувањето на пчелите, има заштита на здравствена заштита на самите пчели. И да не кажам, се е тоа бесплатно. Се е тоа бесплатно. Така да, има и кај нас нешто, помага државата, ама мислам дека треба да се користат целата таа помош да ја зголеми. Сега некој ќе се дрзна ги каже, па ИПАРД фондовите се тука, па користејте ги ИПАРД фондовите. ИПАРД фондове, да, има. Има кои дава државата и тие се средства од странство. Само мислам дека учества 25% во средствата државата, а другото 75% е донација. И тука треба малку начинот на пристапот до тие ИПАРД фондови да ги променат. Како тоа? Ето, например, сакам јас да земам 10.000 евра од ИПАРД фондовито и да зголемам и пчелните семејства и малку нови технологии во пчеларството да уведам. И сега ИПАРД фондовито тамо, задушените кои се одговорни, викат така. Викат, ти ќе ги набаваш сите тие средства, прибори што ти требат, ќе си ги платаш, ти 10.000, а после ќе рефундираме. Ние ќе ги вратиме парите. И како да ги најдеш ти 10.000 евра? Може ги имаш или јас, ама другите ги немат. И останува да одеш во банка да земаш кредит, и таа е длага и широка, што викаме ние струмичане. И затоа голем број на такви млади пчелари што сакат да почнат некој бизнес, дури и да почнат со своето самовработување на еден начин, во старт е пресечен, не може. Зборнавте за здравствената заштита на пчелите. Чинам од оваа година беа воведени задолжителни прегледи кои што требаше пчеларите да ги направат попис. Како помина тоа и помага ли тоа да се заштити пчеларството во Македонија? Беа ли, го зачуваа ли рокот пчеларите да ги направат тие задолжителни здравствени прегледи на пчелните семејства? Тоа е многу убаво смислено, многу убаво замислено. Ама треба до крај да се спроведе и на време да се спроведе. Зошто това целото го кажувам? Да, спроведеја го пчеларите, ама многу касно, од страна на ветеринарите. Оти секој пчелар
за својот пчеларник си има свој ветеринарен лекар. И тај лекар, кај него сме евидентирани, исто како и кај матичните доктори, што се значи, он е тај што треба да се грижи за здравјето на пчелите. И сега што беше кажано? Значи, да не кажем пред месец дена, може и помалку, ТКНОС им даде налог, веројатно од Агенција за храна и ветерина во Скопје, да го извршат тај здравствен преглед. А многу лошо е што може на тие места што наредуват, што дават такви наредби, стојат луѓе и го држат место кои се некомпетентни за пчеларството. Не знаат за пчелите. Во тај период веќе пчелата почнува да се собира и да се припрема за зимско зимување, презимување. И сега, мојот ветеринарен доктор да дојде и тие 200 пчелни семејства, рамка по рамка да ми ги прегледа и да установи дали има болест или нема. Прво, не може да установи, затоа што веќе периодот, најмногу болест се гледа по пилилото, периодот за пилило во самото семејство веќе е прекратено и он да дигне рамка нема што да види. Ќе види само рамка со мед, со полен или со пчела и пилилото го нема. Како може да установи дали има некоја болест? А најголемата болест и најлошата е таа америчката куга. Така да, мислам со закаснување. Това да го направа, например, през јули, август, свака час, нема проблем. Али закасни со терминот, така да и како пчелар, било кој нема да дозволя некој да му прете внатре во семејството, бидејќи она веќе почнува за зимување, периодот на зимување, она презимува во клобо, и тука температурата е држи и не смее да се отваре. Отварањето веќе температурата внатре што е заминува и проблем станува после во семејството. Информиравме ние претходните години дека голем број на пчелни семејства не презимиле. На што се должи тоа? Дали редовно се случува така, често се случува или сега повторно е ова некоја дисфункционалност на пчелните семејства? Се што се деси у пчеларникот, било што, било од кој поглед, дали пчелното семејство останало без храна, дали пчелното семејство не е доволно развиено, дали пчелното семејство е болно, се е тоа првата грешка на пчеларот. Фактор број 1 е пчеларот. Ако пчеларот се на време презема, како што треба и да направа, многу бројот на изгубените пчелни семејства преку зимата ќе ги намалиме. А иначе, слободно може да кажем, после толку годишно моје искуство, има една поговорка, вика, трло без кожа не бива. Значи, било од која причина, дали ќе се разболе овцата или волкот ќе го изеде, ќе ја снема. Значи, трло без кожа не бива. И точно е тоа, ама кажаме, како прв чинителен и фактор е човекот, односно пчеларот во самиот пчеларник. Се на време, ако ги сврши работите, тај губиток зимски, што го викаме, ќе биде многу минимален. Осем медот, почнаа ли луѓето да користат и други пчелни производи или да го завртиме прашањето на другата страна, осем прополис почнавте ли пчеларите, осем прополис и мед почнавте ли пчеларите да создавате, да произведувате други пчелни производи? Пчелното семејство дава доста пчелни продукти. Најмногу, значи, сите пчелари одеме на мед. Значи, медот е како основа, иначе има ги прополисот, па го има поленот, па го има пергата, ја има восокот и на крајето останува пчелниот отров. Пчелниот отров, да почнеме од него. Значи, многу тешко може човек да го собере, да го произведува, бидејќи технологијата е многу сложена. Не е баш едноставно. Тука треба и апаратури, треба и временски термини, не треба да закаснееш и така натаму. Поленот го собираме и го собираат пчелари. Во Струмица многу ретко има некој што се бава со производство на полен. И тоа најмногу зависи од местото каде му е лоциран пчеларникот. Има локации
каде што пролетта има полен во изобилство и завршува. И завршува. Дури негде есента, кога ќе има дождови, почнува па некои тревки, растенија да цветат и тек тога и почнува па полен, ама тоа е сите пчелари и препорака им би им дал да го чуваат, односно да не го чепкаат, да не полакомат, за да го извадат и да го продадат, да го новчат, бидејќи поленот им е храна на пчелите, на пчелното легло. Без полен нема развој на пчелно семејство. Сега пергата, тоа се прави од полен, самите пчели го прават, тоа е веќе нешто друга работа и многу е квалитетна за организмот, за стари, за млади не е битно, ама и многу скапа. 1 грам кошта 1 евро. Значи 1 кило ќе дојде 1000 евро да плати човек за да има 1 кило перга. Медот веќе го имаме повеќе и скоро сите пчелари се преориентираат повеќе на мед, на производство на мед. Спомнавте за овој надпревар, да го привршиме разговорот онака како што го почнавте, дека 16 години се одржува во Тузла. И во Македонија се одржуваат надпревари. Стимулира ли учеството на надпревари во делот на развој на пчеларството? Ве правили горди на тоа што имате да го покажете и кога реков ве стимулирали да ве натера да ги промените работите, да може да примените и современи технологии и новитети кои што се случуваат за уште подобар квалитет. Да, во секој случај. Тоа е сега, тие два златни медала што ги добив за квалитет во Тузла, на тај меѓународен надпревар, ќе спомнам па од 23 земји, со 450 проби, тоа е голема обврска за мене, за понатамошното пчеларење, дотека ме држи здравието. Што значи, да, потик е за тоа да учествуваме и на други надпревари. И ето сега имаме неко сознање дека во Англија, во Лондон, пролета негде се одржува некој таков меѓународен надпревар. Ако веќе имаме некои подобри сознања како, шо, прилики да учествуваме, ќе учествуваме и таму и се надеваме на некоја награди од таму да добиеме. Иначе... Кој ве информира? Дали сте здружени како ЕСНАФ, како пчелари и ги добивате тие информации од Агенција за поттикнување на развој на земјоделството? Како до вас пчеларите стигнуваат таквите информации? Ние си во Струмица имаме пчеларско здружение Млеч. Струмица се вика, на која сум председател јас на тоа здружение. Иначе сум и член на Сојузот на пчеларските здруженија на Македонија. И сега, ако стигне од таму некоја дојава, некое обавестување, се вред, тога и прифаќаме. Ако не, отвараме интернет и гледаме полека, и четаме, пратаме и така натаму, така да... Може би треба поорганизиран пристап за... Па би требало некоја институција да каже луѓе од таа и таа дата, таа и тоа време се одржува таму и таму, кој сака може да аплицира и така натаму и така натаму. Иначе, за пчеларите може само да кажеме дека има доста интерес, што треба да бидат, да почнат да гледуват и наводно го гледат тоа како и јас тоа го гледам и го пропагирам како самостално, сам себе да си најдеш работа и да почнеш со некој бизнис, а тоа е пчеларството. Сега за тоа што треба? Треба многу едукација. Пчеларството е останало и пчеларите или некој, ето како јас што бех да наследам, или па некој нов што нема да наследа, ќе пита нешто, ќе учи, значи на тај начин може да се здобие со некој знаење. Препорачувам да сите пратат, се надоградуваат, питуваат, споредуваат, дали некој ме е излажал или не, во некоја проблематика што ме е настанало кај пчелите. Значи, сето тоа треба да го прават. И може да кажем и јас, од се уште и јас учам. Може само да покажеме
една работа. Како кажавме, човекот учи додека е жив. Еве, може би интересен поттик за образовните власти кои што можат во земјоделскиот смер да воведат и одсек пчеларство, каде што заинтересираните уште од средно школо ќе може да научат. Значи, тоа е 2015 година. Така. 2015 година. Пре ги кажах дека се уште учам. Тај е документ запишен, јас лично во Бугарија. Има тамо бугарско-амерички бизнес коледж, дека има и теорија, и пракса за пчеларството. Имат фантастични кабинети кои целата настава ја пратат како да си внатре во самото семејство во сандукот. Има и практичен и теоретски дел. Ево, може и камерата да бъде. Значи, на тие години кога можам јас да се едуцирам се уште, можат и младите уште повеќе. Така. Господин Војслав, јас ви благодарам за гостувањето во емисијата Агроинфо, за тоа што споделивте со нас и со нашите гледачи за овие меѓународни признанија за медот што се произведува кај нас во Струмица. Се надевам дека во некоја следна прилика повторно ќе има уште поводи да бидете дел од емисијата Агроинфо и секако ви посакувам многу успех во работата и само за крај да прашам, има ли кој да ве наследи вас, кој да наследи пчеларство? Тука веќе е малку тешко затоа што имам две ќерки кои баш пчеларството не им лежи. Може би, да видиме некој од нив. Може би ќе ја променат таа мисла. Фала ви уште еднаш за учеството. Благодарам на одземаното време и на даденото време што ми го возможивте. Иначе може да кажам дека може многу брзо да се поново видиме. Чекаме ги во секој момент резултатите од Тетовскиот меѓународен надпревар што е и ако има некое злато, сигурно ќе дојдеме и да го покажеме. Благодарам уште еднаш. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со останатите содржини во емисијата Агроинфо. Така, ние продолжуваме понатаму со содржините во Агроинфо. На ред е стручниот совет кој што за вас земјоделците го дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки, кој што е нашиот стручен соработник. Добар ден, почитувани. Се наоѓаме период каде што кажавме и во минатата земјоделска емисија, во минатиот прилог што се емитуваше, минатата недела, дека се наоѓаме период каде што раногренарското производство веќе стартува, период каде што потребно е земјоделските производители да обрнат внимание на развитокот на своите растенија, период каде што има опасност од појава на болести, но и појава на штетници. Знаеме дека температури кои што се оптимални и позитивни и добри за самите растенија, се и температури кои што предизвикуваат и овозможуваат развиток и размножувањето и на инсектите покрај болестите, па затоа пожелно е да се изврши повремено и превентивно прскање, односно заштита со одредени инсектициди и во ова прилика ќе нагласи само два од нив, а тоа е тепеки и клозер. Ова се два системични инсектициди кои што се карактеризираат по тоа што служат за сузбивањето на голем број на инсекти, почнувајќи од лисни вошки, како што е клозерот, белокрилки и така натаму, каде што кај тепеките може да служи за сузбивањето на трипсот, што пак од своја страна овозможува да се заштитат растенијата, особено оние кои што се поподложни за напад, почнувајќи од домати, пиперки и така натаму, уште на старт, затоа што знаеме дека цикади, трипс, лисни вошки се преносители и на вируси. Па да не дојде проблемот од појава на вируси, кои што понатаму ќе го уништат производството, пожелно и препорачливо е заедно со заштитата на самите растенија, со употреба, пример, еве, Аксидора или Орвего со Сигнум, да едно од овие инсектициди да се примени заедно со цел, рековме, да се добие поквалитетен расад. Нормално, секојаш јас нагласувам, пожелно е да се употребуваат и одредени посебни, квалитетни и течни биостимулатори, ѓубриви и така натаму,
И тука ќе ве подсетам за Energy, значи од колекцијата на Energy. Знаете дека постојат повеќе видови на Energy, произведени од Агроуник, внесени во нашава држава и дистрибутирани од страна на Агроуник Македонија, ќерка на Агроуник Србија. Energy се карактеризира со тоа што е богат со хумусни киселини кои што стимулираат пред се создавање на коренов систем, коренови жили, потоа развиток на самото растение, но постои и одредени видови на Energy, како што овој Energy со Energy Aqua, напоменам Energy Aqua, руско производство, преку Агроуник доаѓа, кој што во својот состав овој Energy Aqua има и микроелементи. Значи Energy Aqua и микроелементи кои што мислам дека во оваа прилика ќе даде исто така прекрасни резултати, затоа што знаеме дека често пати полошото време, одредените потресни ситуации што се јават во овој период, придонесува да послабо и понеквалитетно усвојување на одредени не само макроелементи и микроелементи. А е докажано дека микроелементите исто така подобро се усвојуваат со преку лист фолиарно, па може да се употреби и со прскање, заедно со заштита на самите растенија. Значи, доза на употреба е 5 мл во 10 литра вода, што пак од своја страна го прави доста продуктивно, односно од своја страна го прави економско исплатливо за употреба. Може да се употреби од сега, значи од расад па до крај, рековме, при што во сите фази ќе го стимулира растението за развојот. Исто така би сакал да ги подсетам оние, бидејќи нашава емисија се гледа и во Ландовскиот и така друг крај, каде што има зелка, производство на зелка, Гевгелискиот крај, каде што има производство на зелка, па би сакал да истакнам за НКК. Всушност НКК е течен калиум, кај што покрај калиум содржи и аминокиселини, кои што се позитивни за стресни ситуации кои што е во овој период и каде што може да даде прекрасни резултати во процесот на формирање и развојот на зелката, кој што рековме во овој крај на зимската зелка веќе доаѓа и до припрема, некаде ќе почне и понатаму уште малку месец-два, и до берењето на зимската зелка. И за крај на оваа емисија да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија, а поврзано со употреба на современи земјоделски технологии.
Почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ Канал Вис. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно.